Моето прашање е околу практичното спроведување на оваа мерка, како таа ќе се реализира во пракса. Може ли да ни кажете како практично од утре се укинуваат квотите и граѓаните може да очекуваат во текот на целиот месец да им бидат достапни лековите кои им се потребни, како тоа значи во пракса ќе се спроведе и колку тоа ќе го чини буџетот? Сега, значи системите и процесите и сега постојат, само што имаше ограничувачки фактор, односно горна граница на можна потрошувачка по аптека. Значи, се што правиме во овој момент е ја елиминираме таа горна граница, каде што на еден начин нема лимит за колку може одредна аптека да продаде лекови односно да ги даде лековите на товар на фондот до граѓаните. Значи процесите се исти како што беа до сега, со елиминација на горната граница на максимална продажба на лекови во име на фондот од секоја поединечна аптека. Значи во тој контекст механизмот е многу едноставен и покажавме дека функционира преку пилот проектот и ќе функционира од утре. Тоа што е новитет е дека ќе бараме, значи, од утре легитимирање од страна на граѓаните и кај матичниот лекар и кај аптеките со цел во наредниот период да го склопиме тоа легитимирање со новите измени во електронскиот систем кој се во тек, кој ќе ни возможат во релативно брзо време следење во реално време на потрошувачката на лекови. Значи, тоа е механизмот како механизам многу едноставен од утре, но следи и еден период во наредните неколку месеца на консолидација и значително заекнување на контролните механизми. Видите, како што спомна премиерот, во последните 2 години, значи очигледен е растот на приходи во фондот за здравство, значи има значително поголем буџет во фондот на здравство, од што имавме во 2017 година, бидејќи ние ги добиваме нашите средства од придонеси од плата на граѓаните. Единствен заклучок е дека платите растат и вработувањата растат, односно дека има зголемена економска активност. Значи, како дел од таа значително зголемување во средствата со кои располага фондот, ќе одвоиме поголем износ кон покривање на лековите кои се на товар на фондот. Во овој момент, да бидам искрен, малце е тешко да предвидиме точно колку би бил економскиот импакт точно, но имаме веќе некои бројки во кои сме прилично сигурни дека нема да одминат таа граница и дури и во најгорна линија да биде калкулацијата, можеме да ви кажеме дека фондот со зголемениот буџет со кој сега располага или ќе располага од 1 јануари 2020 година, слободно може да ги абсорбира овие дополнителни расходи кои ќе бидат на товар на фондот. Само малку ако може да дополнам. Импактот ќе биде 100, 200, 300 милиони, веројатно по очекувањата. Денари. Секако ние се надеваме дека самите контролни механизми ќе го избалансираат тоа ниво за да не има така силен импакт, но чекорот е храбар. Затоа што фондот реално е стабилен, заради зголемените плати кои што носат изголемени приходи на двата фонда и на пензискиот и на здравствениот, тоа стабилност е загарантирана, но рака на срце по 1 милиарда од прилика во буџет, во ребаланс на буџет и државата дополнува во делот на фондот. Зошто? Заради приоритетот здравство. Многу е важно. Тоа му дава сериозна ликвидност и поприлична спокојност на фондот, заедно со Министерството за здравство да ја донесат вака одлуката, но тоа не значи дека државата нема да ја направи својата контрола. Се случува потребата од легитимација, сега ќе се легитимираме со лична карта, заедно со рецептата и ќе го подигнеме лекот, или која добиваме самата рецепта, информатичките системи на 21. век овозможуваат фондот да има контрола на вкупен влез на лекарства во државата и знаеме колку е потребата, истовремено знаеме трендот на болести кај граѓаните, барем во просек, која сето тоа ја зајакнува основата за засилени контроли, за да навистина ништо не се злоупотреби од вака либералниот статус кој што го поставуваме према фондот, према граѓаните од страна на фондот за здравство. Продолжуваме. Прво прашањето околу темата. Порали? Микрофонот ве молам.
Дирекцијата за заштита на лични податоци имаше една информација дека легитимирањето е во ред, меѓутоа дека не сме да се скенираат документите на пациентите ни во аптека, ни кај матечниот. Вие најавивте дека во аптека ќе се прави тоа, дека ќе се купуваат скенери, дури рековте дека 300.000 евра, мислам како беше, дека се планираат за таа намена на брифингот што го имавме. Значи како ќе оди со скенирањето и малку повеќе околу контролните механизми? Мислам дека зборот скенирање може беше така е пропуст изеднат од контекст, тоа е меѓутоа не се далеку од тоа дека ќе ги скенираме личната карта, туку само е читач на податоците кои се вградени во личната карта со цел да се утврди верозодостојност на таа лична карта и да што исто така ќе ни возможи електронско, значи водење на лекови подигнати по граѓанин. Значи апсолутно ве уверувам дека нема да има никакво прекршување во законот. Да, така што тоа е погрешно можеби изразиме, дека би само нема никакво прекршување на законите во тој контекст. Кажи само дека фондот ги има податоците на граѓаните. Тоа да, во секој случај ние располагаме веќе со матичниот број на граѓани, бидејќи така и ги водиме по матичен број по матичен лекар, така што не е ова ништо ново, само се поклопува со нашите податоци кои веќе ги имаме во нашата база на податоци по пациент. Продолжуваме. Има прашања околу темата? Повели? Микрофонот само. Значи, кога се најави оваа мерка за укинување на квотите, премиерот кажа дека има индици за сериозни злоупотреби. Тогаш и директорот и министерство кажа дека се прават внатрешни истраги, контроли, рекоа дека кога ќе стартува мерката, ќе ги кажат резултатите од тие истраги. Ќе може ли да ни ги објасните резултатите од истрагите? Видете, значи јас и на самиот брифинг ви кажав инхерентниот вграден ризик по начинот на кој се работеше досега и наједноставен начин е било да се постави горна граница на квота, што е на еден начин заштитен механизам за нерационална потрошувачка. Бевте присутна на тој брифинг, многу добро ви обяснив кои се вградените ризици во досегашниот начин на работа, ви кажав и многобројни примери кои сме ги откриле. Меѓутоа исто така ви кажав дека по начинот на кој се работеше до сега со 24-25 милиона издадени рецепти кои се натовар на фондот, многу е тешко да се открие точно кој лице подигал лекови кои се или нерационални или е нешто друго во прашање, и затоа е неопходно да воведеме овој начин каде што ќе водиме евиденција во реално време по број на подигнати лекови по лична карта. Тоа ќе ни возможи, значи, да пратиме потрошувачката. Тоа не значи дека ќе има било каков прекин на било кој граѓанин при придобивањето на лековите, но на фондот ќе овозможи брза реакција во реално време, таму каде што ќе поставиме така наречени црвени знамиња, red flags, каде што сметаме дека има нешто нејасно при придобивањето на лекови од одредени поединци, и тоа е тоа што ќе ни возможи новиот електронски систем. А за ова друго прашање ви кажав и последниот пат дека имаме најдено низа транзакции подигнани лекови кои се во најмала рака сумнители, некои од нив ги истражуваме внатрешно, некои од нив ќе бидат преку институцијата на системот. Да ве потсетам уште еднаш дека имаме време до 10 прашања, до сега одговоривме на 3, повелете со прашања. Сега тоа што јас сум запишал, Сашо е. За здравство има напад. За здравство, повелете? Да, повели. Може ли да ни кажете колку нови лекови има ставено на позитивната листа во последниве 3 години од кога сте вие на власт, дали воопшто има нови лекови? И веќе кога го имам микрофонот, имам уште едно кратко прашање, ако може, што е надвор од темата, за давање на брзата помош на приватен концесионер, го споменавте веќе тоа, до каде е таа процедура? Правилата версија на министра дека едно прашање по медиум, бидејќи немаме многу време и премиерот има други обврски, треба да одговараме од колегите што ќе прашуваат. Добро, еве, веќе подолго време законот за здравствено осигурување е во собраниска процедура. Требаше да се промени
еден дел во однос на ортопедските помагала, понатаму еден дел во однос на комисиите кои што се одговорни за промена на позитивната листа на лекови, и ние после многу долго време конечно постигнавме една координација и верувам дека у периодот кој што следи веќе ќе помине таа измена на законот, со што се менува начинот на кој што се променува позитивната листа на лекови. Наместо огромниот број на комисии по АТЦ код за лекови, односно по соодветна специјалност во кој што членува исто така голем број на експерти, ние тој начин го рационализираме по препорака на Светската банка, за што имавме преговори и разговори, и верувам дека после поминувањето на тој закон ќе ја формираме и комисијата која што целосно ќе ревидира позитивната листа на лекови. Ревизија не значи само уфрлање на нови лекови, зашто треба обезбедување на нови буџети, туку и ослободување од старите лекови кои што со години се наоѓаат на листата, а веќе меѓувреме навистина станале премногу ефтини. Меѓутоа, ние преземавме и други чекори за да ги обезбедиме пациентите без промена на позитивната листа, заради тоа што клиниките у многу добар дел од случаите, се не говорам за листите на аптеките, туку за болничките листи, има условни буџети со кои што купуваа лекови кои што не се на позитивната листа, а се со цел да имаат пациентите достапни лекови. И затоа направивме централизирана набавка на скапа биолошка терапија, со што на пациентите им обезбедивме на 30 нови молекули. И тоа за значајно пониска цена, токму заради начинот на набавка, повторно после разговорите и преговорите, искуствата кои што ги слушнавме од Светска банка, ги имплементирала Црна Гора. Значи, верувам дека у периодот кој што следи конечно ќе помине тој закон во собрание, ќе можеме да ги ревидираме сите позитивни листи на болничката и на аптекарската листа. Во однос на физибилити студијата најавивме дека сега во месец октомври ќе имаме најавна дебата, не само за таа, туку генерално за сите процеси на јавно-приватно партнерство со цел да постигнеме консензус, што е тоа што ќе го развиваме од нашиот здравствен сектор во таа насока. Благодарам. Прашање по темата? Нема. Тогаш Саша според тоа. Има, повелете. Господине Дончеве, молам, дали фондот ги зема во вид можните проблеми кои може да се јават од утре? Дали ќе може граѓанин да подигне лек на рецепт доколку му е измината важењето на личната карта, доколку има друга адреса во лична карта, а друга фигурира на рецептата? И дали сите дежурни лекари ќе го добијат право да препишуваат лекови на рецепт? Одговорот на последното прашање е да. Значи, за првото прашање, мислам дека дадов одговор во мојот говор, дека предвидено е можноста граѓаните да подигат лекови во име на деца под 18 годишна возраст или лица кои од било кои причини не се во можност самите да отидат во аптеки. Значи, тоа апсолутно ќе функционира. Меѓутоа ќе треба единствено сопствено да се легитимира со сопствената легитимација. Овој месец е преоден месец, ништо суштински не се менува, освен тоа што се елиминира горниот лимит на буџет по аптека, односно така наречената квота по аптека, со единствена обврска на матичните и аптеките да го легитимираат лицето на кој се препишува рецептот или лицето кој го подига рецептот со едноставен увид. Ова е преоден период до воведувањето на електронскиот систем со кој ќе ни возможи да водиме евиденција во реално време на подигнати и препишани лекови по лична карта. Со тоа, значи во овој месец, да, бидејќи не ме ги воедно се уште така наречените читачи, да не го користам зборот ке. Да. Ви кажам. Ве молам само микрофонот. Продолжуваме. Има прашање околу темата? Второ прашање. Ама второ прашање. Добра, ама кратко. Ако треба да земам лек за мојата мајка, треба да носам мојата лична карта? Не, само вашата. Мојата, не треба од неа. Не, апсолутно не треба и немате закон, немаме ниту вие, ниту ние законска основа да се легитимирате во име на туѓа личност. Со темата, има прашање околу темата? Тогаш Сашо според тоа евиденција што Сашо повеле, микрофонот. При мене
Дали има потреба да бидеме загрижени дека со Бугарија односите може да се влошат? И како што имавте храброст политичка да го пресечете јазовот со Грција, зашто лично не се вложите и не го пресечете јазовот за Гоце Делчев и да не се многу малтретираме со бугарите? Добро. Сите соседини се важни, секое прашање е важно и посветуваме на вистина сериозно внимание. Ние правиме секогаш консултации со комисиите пред сите нивни средби, доставуваат извештаи и после сите средби и секако комисијата е стручна комисија која што е направена за да ги дефинира работите. Нашите укажувања се да преземат храбри чекори, чекори засновани на фактите и на вистината. Фактите и вистината се јасни, кои што постојат и апелираме да се изнајде решение и верувам дека не е доволно само нашата страна да има волја за тоа, треба и страната од Бугарија. Политички покажавме и со договорот, политички докажавме и до сега се што е направено за соработката со Република Бугарија и продолжуваме во тој правец. Верувам дека и ова поглави од историјата ќе биде надминато. До сега се решени 4 историски периоди со 6 или 7 значајни личности. Заедно ќе чествуваме дел од тие периоди. Нормално и тоа е делот на таа мултидисциплинарна комисија која што треба да ги утврди ваквите историски разлики, но јас мислам дека е можно брзо да се најде решението. Некој пат ние политичарите треба да оставиме и на експертизата на експертите луѓе. Целта ни е секако да го јакнеме пријателството, добрососедството. Ние подпишавме договор во кој што и прифативме дека имаме заедничка историја, а секако дел од историјата ни е посебна на двете земји. Во тој дух јас верувам дека комисиите ќе изнајдат решение. Не треба ништо да изнасилуваме, навистина резултатите се огромни, Бугарија е наш силен поддржувач. Јас верувам дека ќе биде еден од најсилните поддржувачи сега на Европскиот совет, дали е на министерскиот состанок или на советот на кој што учествуваат премиерите на државите. Верувам дека Бугарија ќе биде еден од најголемите поддржувачи за конечно после 15 години кандидатски статус го добиеме толку долго очекуваниот датум за почеток на преговори. Верувам дека нема потреба да бидеме загрижени. Секако за нас алармот кој што стига од Бугарија, пораките кои што испраќаат таму високите представници од председателот на државата, премиерот, владата и другите представници се сериозни. Веќе работиме со комисиите, ќе имаме состаноци, ќе укажеме, се со конечна цел да двете страни бидат среќни и задоволни при постигање на тоа решение. Продолжуваме, повели колегата. Фронтлайн МК, Јани Ѓорѓевски. Премиере, денес е една година од референдумот. Ќе ве молам за коментар. Каде бевме, а каде сме денес? Добро, за мене е значаен ден заради тоа што е една година која беа фокусите на јавноста и сите очи вперени во референдумското прашање, во излезеноста на референдумот, во успехот на референдумот и слично. Сите бевме свесни зошто е важен овој референдум. Овој референдум и тогаш беше важен и еве после една година констатираме и зошто бил важен. Заради двете најголеми стратешки цели на државата, а тоа е членството во НАТО и почеток на преговори со Европската унија. После една година, еве сме на портите да бидеме 30-та земја членка на НАТО, останаа уште 7 земји да завршат ратификацијата. Верувам дека навремено тоа ќе се случува. Очите ни се вперени во Шпанија заради изборите кои што се закажани на 10 ноември, но знаеме дека тоа е известно и ќе бидеме 30-та земја членка на НАТО. Но и севкупната дебата и фокус истовремено паралелно е насочен на предстојната одлука на Европскиот совет, кој што конечно, како што реков, после 15 години треба да ги отвори вратите, односно да донесе одлука за добивање на датум за почеток на преговори, отварање на поглавијата, отварање на паралелните структурни кохезиони фондови, кои што ќе значат една позитивна трансформација на целото наше општество кон европско општество. 610.000 граѓани гласаа за, од излезени 667.000 вкупно гласачи. Прво таква бројка од 610.000 ниту една партија не добила. Тоа беше силна порака од граѓаните. Како што и денеска пораката преку 80% за Европската унија и НАТО од страна на граѓаните, дека треба нашата држава да продолжи во тој пат. Јас жалам што и тогаш, но еве и денеска опозицијата не го дава прилогот во делот на крупните политички одлуки. Таа го даде својот прилог во делот на носењето на законите, кои што беа важни во европската реформа, а се составен дел на извештајот од Европската унија. Но ниту господинот Мицковски, ниту ВМРО-ДПМН не дадоа прилог, водеа строго партиско-политички цели, без разлика на интересот на државата,
Донесовме храбри одлуки, од кои што благодетите граѓаните веќе ги чувствуваат, а доправа ќе ги чувствуваат со исполнување на овие две стратешки цели. Продолжуваме според тоа што е кај што се забележа, значи Ајнуре па Александар па Ружица. Колешкава, да. Во врска со законот на ЈО, дали се очекува лидерска средба оваа недела? Јас дадов изјава и од Нью Йорк кога бевме, дека ако има потреба и работните групи стигнат до такво ниво или разговорите кои што се одвиваат стигнат до такво ниво, јас сум спремен да седнеме повторна лидерска средба. Уште еднаш напоменувам, земјите членки, посебно оние кај што имат фокус на иднината на предметите, на иднината на специјалното јавно обвинителство, потврдуваат дека добро е што е гарантирана иднината на предметите, тоа е многу важно, заради тоа што е гарантирана иднината на самата институција, обвинителите ги продолжуваат самите предмети. Важно е да се донесе закон со консензус помеѓу сите владеачки, сите опозициони партии, за да можеме да уште повеќе гарантираме таа иднина на самите предмети. Секако подобро да има гарантирана иднина на самите предмети, отколку преку закон таа иднина да се дерогира, односно да не биде гарантирана. Затоа и вака се поставени самите линии. Јас испраќам порака секако и до делот на преговарачите или луѓето кои што учествуваат во разговорите од власта и од опозицијата да направат исчекор, да изнајдат начин. Јас сум спремен, верувам и господинот Мицковски би бил спремен да седнеме и на крајот сето тоа да го потврдиме. Така да, доколку постои потреба, да, спремен сум за нова лидерска средба. Александар, значи да ве потсетам, имаме уште 3 прашања од тоа договореното 10, поред тоа што се пријавени Александар, колегата и колешкава од 24 вести. Повели. Господине Заев, се уште ли ќе тврдите дека не сте се сретнале со господинот Зоран Милевски Киче, со оглед на тоа што господијата Вера Иванова под полна морална и кривична одговорност тврди дека сте имале состаноци тука во владата, и ќе ми кажете ли дали на 25.4. тука во владата бил исклучен системот за видеонадзор и зашто? Прво, никогаш не бил исклучен системот за видеонадзор, може да се случи системот да не работи од технички проблеми или слично. 25.4. апсолутно не се сеќавам што ден било, зошто така го поставувате прашањето или слично. Немаме никакви резерви, немам ништо што да криеме, владата е транспарентна и секако, секогаш, се што се случува информираме во јавност. Јас останувам дополнително да прашам што се случувало на 25 април, за да знам што е тоа на кое што алудирате преку ваквото прашање, за да можем да го дадам деталниот одговор. Но владата немала никогаш потреба, ниту ќе има потреба да исклучува одредени системи на мониторинг. Со господинот Кичевски сум рекол, односно Милевски, Кичевскиот, сум имал средби, бил во владата, сум ги кажувал, многу често беше со фирма која што работи рудници во државата, сме разговарале за концесии, сака да инвестираат огромни милиони евра во државата, тие биле овде на располагање и секогаш транспарентно сме ги водиле сите разговори. Кај мене во кабинетот, дневно или еве да кажам неделно, со десетици фирми правиме средби со бизнисмени, деловни луѓе кои да побара средба, ние стоиме на располагање секогаш да оствариме таа средба. Колегата од вториот ред, повелете. И моето прашање е во однос на случајот кој во јавноста се нарекува Рекет 2. Вера Иванова спомна дека вие премиере сте имале средба и со шведската компанија која нели ја купи Диамет, нејзината компанија. Можете ли да ни откриете што поточно разговаравте на таа средба со швеѓаните? Тоа што е присутно во јавност и тоа што го кажа директорот е тоа што се случувало. Тие беа присутни со амбасадорот, ги добија сите информации, ние укажавме на истрагата која што се води за диализите, начинот на давање сомнителноста внатре. Донесоа одлука да ги купат, нека име со среќа, ги купија, но беа навремено предупредени од државата дека има истрага точно по овој предмет. Дополнителните прашања и министерот и директорот ги стојат на располагање. Денеска фокусот ни е на многу значајна мерка која што допира до сите граѓани, до сите семејства во државата. Не би сакал да навлегувам во деталите. Стојат на располагање и посебен брифинг на оваа прашање да организираме соодветните институции, но јас само ќе ја испратам пораката. Замрзнатите 11,5-11 милиони евра колку се, веројатно се причините за ваквите постапки кои што се отварат од одредени представници на одредени организации,
Како што ја спомнавте госпоѓата, сите треба да знаат дека кога одредени работи индуцираат, тие треба да ги подкрепат со аргументи, заради тоа што самите аргументи понесува одговорност према одговорни лица, двајцата беа посочени министерот и директорот, еве вклучително јас да си носим одговор, но доколку не, тој што ги отвара вака работите треба да си понесе друг вид на одговорност, заради тоа што сите сме луѓе, имаме образ на крајот на денот. Диализите ги знаеме сите во државата, кој беа, како се спроведува, како се цените дадени на самите диализи, кој е начинот на спроведување, ќе си прашајте јавното обвинителство да ви ги каже сите детали околу таквата истрага. Во тој момент не е отворена истрага вие кога сте кажале. Значи сте издале службена тајна. Сте направили исто дело со Александар. Значи, ќе има посебен прес и навистина не сакам да навлегувам во деталите, но кога се обраќа јавно обвинителство до државните институции кои што се под премиерот, така? Фондот за здравство, Министерство за здравство, ние знаеме дека се води истрага. И логично е, честно е, одговорно е пред било кој инвеститор, па вака познат Дија Верум од Шведска, да ги знае информациите заради тоа што должно се на државата да ги соопшти сите информации, ако сакаме да градиме кредибилитет, рейтинг, мокност на привлекување на инвестиции во државата. Тоа што сме го знаеле во тој момент, тоа сме го соопштиле. И апсолутно тоа е исклучително честно, навремено поставено како информација. Луѓето си анализираа, си донесоа своји правни експерти, си донесоа на крајот одлука, рековме нека име со среќа, но секако самата истрага не е затворена и таа истрага ќе има веројатно своји последици од делот на затварање на случај до делот на отварање на случај или слично, кое што секако е надлежност на правосудните органи. Продолжуваме последно прашање. Јас имам едно прашање за премиерот. Премиере, од каде знаете што ќе изјави господинот Верушевски на следното рочиште во судот за Таргет Тврдина, бидејќи кажавте дека тогаш сите работи ќе бидат многу појасни? Тоа е мојот советник за национална безбедност. Нормално, кога и вие прочитавте за неговиот исказ, прочитав и јас сум во комуникација со сите мои советници, така и со господинот Верушевски, и затоа реков дека на второто рочиште, веројатно со очекуваните прашања, ќе бидат многу појасно неговите ставови по одредени прашања. И мене ми е јасно, тој мене ми објасни, и апсолутно ми е јасно, јас сум дел од тој период на случување на работите. Секако точно е дека се предадени на господинот Верушевски материјалите, како што викат Звонко Костовски и Ѓорги Лазаревски, но тие се предадени правно-формално на СДСМ, а ги прима Зоран Верушевски, затоа што јас сум тогаш и председател веќе на Социјалдемократскиот сојуз, но истовремено разочараноста од тоа што некој злоупотребувал СЈО во делот на случајот Рекет, се појавило ЛЧК, се појавиле не знам што, тој го кажува делот на модифицираноста или компромитираноста на самите материјали. Уште еднаш да напоменам, ниту еден од обвинетите во било кој од случаевите на СЈО не ги оспорува материјалите или нивната автентичност. Впрочем, и форензиката ги потврди самите автентичности на материјалите. Така да, апсолутно, да им оставиме на процесите нека течат, сведоците си сведочат, обвинетите си одат си дават своја одбрана, обвинителствата соодветно си настапуваат во делот на нивните истраги или обвиненија кои што ги застапуваат пред судот, а на крајот останува убавината на слободата. Се знае во јавноста, за се дебатира во јавноста и на крајот најголемиот суд и коректив е нашата јавност. Тука е... Може секако. Ќе одложиме другите состаноци, новинарица. Тогаш микрофонот, ве молам, тогаш ќе идеме поред, има и други колеги. Не, објавите слика... Ама некој барем поеднаш, не? Објавивте слика од Њу Јорк со целиот ваш тим што бевте таму, тоа значи дека нема што да криете, пратив мене ми изгледаше како голем тим. Дали имаше потреба сите тие функционери да бидат во Њу Јорк и пратив мејл за да прашам колку пари се потрошени, ми рекоа дека треба да пратам нели барање преку пристап до информација од јавен карактер, па доколку нема што да криете, дали може вие да ги објавите колку е потрошено на затоа што као домаќин ме прашувам на оваа куќа. Добро, дел од работите, веднаш ќе кажам, дел ми треба да добијам аналитика за да знам точно. Прво да се знае дека таму беа вработени во нашата амбасада во Њу Јорк. Значи амбасадорот, сите што се вработени, тие се асистенција, протоколот на целата работа. Беше дел од нашата диаспора, кои што беа дојдени да го слушат говорот на таа слика. Така да ски препознаете луѓето. Ако прашате за министрите кои што беа таму, секој имаше соодветен настап.
Министерот за екологија имаше 2 настапи во делот на екологијата, заштита на животната средина, климатските промени, кој што беше еден од големите фокуси. Министерот за здравство имаше 2 настапи и 4 други дополнителни присуства покрај придружбата дипломатска која што беше со дипломатските средби кои што ги направивме. Министерката за финансии беше викната и на трошок целосно на Обединетите нации, заради тоа што беше прогласена за амбасадорка, една од 7 жени, и трошоците нејзини беа покриени целосно од Обединетите нации. Министрот Димитров и министрот Бујар Османи е логично да бидат со мене, заради тоа што покрај надворешната политика и меѓународните односи беа многу европски теми, се случија многу средби со европски представници. Целта на нас ни беше да искористиме можноста овде, кога се сите, уште еднаш да ја потврдиме конечноста на одлуката која што ја чекаме. Така да, мислам дека имавме една од најмалите делегации. Имаше делегации со 80, со 100 луѓе. Ние не знам дали бевме 2-13 луѓе, точната бројка ќе ја знам. Секое соодветно министерство си ги сноси своите трошоци. Значи ние ќе мораме сега да направиме сублимат заради одговор на вашето прашање, да ни даде МНР, да ни даде сектор за европски прашања, да ни даде здравство, да ни даде сите институции кои што беа, колку се вкупно направените трошоци, за да можеме да ви ги соопштиме. Но треба да знаете дека, не знам, организирањето на вечера на крајот со сите е платено од приватен џеп. Не дозволуваме, се однесуваме рационално да направиме несоодветни трошоци, заради тоа што овде презедовме и како влада транспарентност во трошењето, намалување на непродуктивните трошоци и во секој момент ги рационализираме. Но истовремено не смееме да оставиме државата со нарушено достоинство, несоодветна поставеност, недоволна организираност или нееднаквост на нивоата со кои што со земите со кои што се среќаваме. Имаме најавени уште 2 прашања. Колешка од ТВ21. Да, премиере, Германија даде зелено светло за започнување на преговорите. Дали истото го очекувате и од Франција и Холандија? Дали сте оптимист? Јас ја користам секоја можност и секоја средба, директно или преку нашите министри, амбасадорите, представниците, советниците кои што сме ги испратиле по сите нивоа да ги добиаме информациите. Сублиматот на сите информации кај мене, што доаѓа, ми дава за право да кажам да, сум оптимист. Но имам уште некои 5-16 дена, навистина треба да почекаме. Секоја земја е независна. Јас ги имам веќе и драфт верзиите на заклучоците кои што се носат, секако тие се менуваат секој ден, ниту некој може да ги објави, на крајот се конечни кога ќе ги усвои Советот на Европа, Европскиот совет, и верувам дека на тој начин ние конечно ќе успееме да заокружиме една сериозна стратешка цел. Датум за почеток на преговорите. Ако не сега, кога? Сите крупни политички одлуки се донесоа, земја сме без отворени билатерални прашања со било кој од соседите, реформите се 100% заокружени, извештајот тоа го потврдува, земјите се позитивни, едно, не знам, 10 до 20% од говорите во Обединетите нации почнува и завршува со примерот на Преспанскиот договор, со моќта на дипломатијата, диалогот, колку е тоа важно. Верувам, сето тоа ми е доволна причина да бидам оптимист. Јас сум оптимист, но секако треба разговори. Со Бугарија не им е лесно. Има и таму критики, зошто ова не вака, зошто другчие не било направено. Холандија и Франција не заради нас имаат своја дебата внатре со граѓаните. И тоа е легитимна дебата, која што дефинитивно ќе ја продуцира нивната конечна одлука, која што има така и другите земји, но дефинитивно сублиматот на сите информации ме прават оптимист и верувам дека ќе имаме позитивна одлука, односно чиста одлука за препорака од Европскиот совет, односно за добивање на датумот за почеток на преговорите, јасно укажување кога меѓувладина конференција да се одржи, која што и де факто значи почеток на преговорите. Се извинувам, и последно прашање, колешкава, и завршуваме. За премиерот. Премиере, вие како влада најавивте нова мерка. Сите оние вработени во администрацијата кои што нема да покажат добри резултати, дека ќе бидат префрлени во приватниот сектор. Дали имате вака глобална бројка за колкав број се однесува и дали има интерес од приватниот сектор? Еве вие потекнувате од приватниот сектор и ваши некои министри, колеги. Дали вие би примиле такви работници кои што еве не покажуваат соодветни резултати, дали треба тие да се преквалификуваат? Како е замислена таа мерка практично да се реализира? Добро, значи прво мерката е замислена да биде на задоволство на сите. Ако една од страните не е задоволна, тогаш и нема иднина самата мерка. И јас верувам дека ќе ги знајдеме начините. Доаѓа во период кога има недостаток на квалификувана работна сила.
за приватниот сектор. Ако државата помогне во квалификацијата и понесување на дел од трошоците, имаме право да негуваме надеж дека ќе има интерес од приватниот сектор. Водев комерција на преку 1000 вработени пред да се занимавам со политика на функции и можам да кажам дека недостатокот на работната сила е голем проблем за развој на секоја компанија, за развој на државата. Дефинитивно потребата е јасна, но секако за работници, а не за неработници. Еден дел од граѓаните кои што работат во јавната администрација, не дека се неработници, туку немаат јасно определени пописи, опис на работни задачи, не знае кој да им даде задача во текот на денот, буквално денот им поминува така, или поголем дел од денот им поминува така. Државата мора да се стегне во рационализацијата на јавната администрација, во трошењето на јавните пари, заради тоа што вкупните пари се тие во државата. Ако ние непродуктивно ги трошиме, многу помалку ќе имаме за водоводи, за канализации, за патишта, за енергетика, за болници, градинки, школи и сето тоа што е важно. Процесот ќе го тераме транспарентно. Министерот Дамјан Манчевски е транспарентен. Досега тоа што е согледано, тоа го споделуваме. Но уште не знаеме ние кои се тоа луѓе на кои што ќе им понудиме. Прво треба секоја институција, раководната структура да ги посочи како места, не како имиње и презимиње. Како места, заради тоа што во систематизацијата, како што имаме помлад соработник, советник и слично, како што се поставени работните места, се гледа дека од одредени позиции нема потреба, односно државата може и без тие позиции. И така ќе тргнеме. Имаме денеска плати за средно школа во приватните компании кои што се поголеми од 21.000, 23.000 денари нето плата. Да се вработите со средно образование во јавните институции, во најголем дел, еве во 90% во јавните институции, платата е помеѓу 15 и 18.000 денари. Првото прашање е зошто не би отишле луѓето за 23.000 денари кога овде зимат 18. Второ, да би отишле ако имат гарантираност дека ќе имат услови за работа, дека ќе имат соодветна надокнада, можност да напредуваат во кариерата или слично. Но ова е само можно ако го отвориме јавно, ако низ позитивна призма гледаме на целиот овој процес и секако, како што реков, сите да знаат дека е транспарентен процесот, еднакво важи за сите, нема да има политики никакви внатре вмешано и да му дадеме шанса да се реализира. Знаете дека последните 13 години една од болките е фокусот кон државата дека има преголомазна администрација. Премногу пари одат на плати на администрацијата. Приватниот сектор се повеќе бара работници, мислиме дека е соодветно време да честно разговараме за нашата желба да направиме реформата во јавната администрација и во делот на намалување на вкупната бројка на јавната администрација. Ако ние за бруто плата на еден наш сограѓанин кој што работи во јавната администрација, не знам, трошиме 33.000 денари бруто, зборам, државата може да исплати такви средства ако се обезбеди трајна иднина на граѓанинот, повисоки примања, тој има сигурна иднина таму каде што ќе се насочи, или да ги субституираме придонесите во целиот тој период, или да го финансираме тренирањето и неговото преадаптирање, така да сакаме транспарентно да го тераме процесот. Секоја идеја е добре дојдена, процесот не е затворен, затоа транспарентно го водиме, секоја идеја е добре дојдена, за да направиме максимална реформа, која што ќе биде од интерес прво на сите граѓани, но потоа секако и на вработените во јавната администрација, на приватниот сектор и на сите.